Добар ден на сите, фала за присуство. Повод за денешното обраќање до јавноста е положувањето цвеќе на делегацијата од Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија пред спомен обележјето во село Слупчане. Сметаме дека станува збор за чин без преседан во постконфликтниот период, бидејќи за прв пат по 11 години Армијата на Република Македонија на институционален начин им оддаде почит на загинатите припадници на ОНА од тој конфликт. Владата соопшти дека нема одлука за институционално чествување пред спомен обележјето, но дуи како дел од таа иста влада го поздрави, како велат, за прв пат институционалното чествување како пат кон помирување. Самиот настан провоцира неколку прашања. Прво, ако премиерот не знаел или не бил информиран за настанот, дали ќе побара политичка одговорност од министерот за одбрана? Ако премиерот не бил информиран за овој настан, можно ли е во иднина да се повтори истото, повторно да не биде информиран за вакви или за некои слични прашања? Ако во владата немаат координација за вакви прашања, имаат ли координација за други прашања во истиот овој ресор, во Министерството за внатрешни работи или можеби во некој друг сегмент на безбедносниот сектор? Политички паралелизам или политички дуализам во владата очигледно постои. Прашуваме дали постои паралелизам и во безбедносниот сектор. Дали сите униформирани лица, сите војници на Армијата на Република Македонија се под команда на началникот на генерал штабот на армијата или дел од нив имаат други команданти? Дали врховниот командант на вооружените сили е тоа што треба да биде според уставот за дел од тие сили или е врховен командант на сите припадници на вооружените сили? Конечно, дали во владата можеби постои функционална и географска поделеност на ресорите зависно од етничката припадност на министрите? Благодарам. Ако има прашања, појавете. Не. Во рамковниот договор нема децидна одредба како се чествуваат спомен обележја на загинати припадници од било која страна од конфликтот 2001. Колку го ја видов таа изјава, без ми се повикува на идејата за помирување, која е неспорно дека е вградена како идеја, како концепт во рамковниот договор. Меѓутоа, знаете, за идејата, против идејата за помирување не може никој нормален граѓанин на оваа држава да има против. Меѓутоа, помирувањето не се прави преку ноќ и не се прави со парцијални зафати на само дел од министрите во владата. Помирувањето во историска смисла и на континентот и пошироко го предводеле политичките лидери. Во држава која е сериозно фрагментирана, по етничка, по политичка, по било која друга линија, или политичкото раководство ќе демонстрира единство при обидите да се помириме, или тоа ќе биде поврзано со неуспех. Сметаме дека ако ова беше обид за помирување, беше неуспешно затоа што првичното во наводници помирување или договор како да се чествуваат тие или овие настани не беше постигнат во самата влада. Во овој момент имате две глави во владата, имате два концепта за тој чин, имате две сосема спротивни соопштенија за еден ист настан. Ако тамо се разединети, помирувањето е осудено на неуспех. Други прашања? Благодарам.